У формирањето на цена на еден производ влегува набавната цена на производот, влегува маркетинг, складирање на тој производ, влегува управување со тој производ додека да стигне до рафт, влегуваат вработени, влегуваат енергенси, влегуваат фиксни трошоци, амортизација или калирање на тој производ, се расипува, му поминува рок и така натака, значи и така се формира цена на еден производ. Не е тоа ние го купуваме 100 денари кило сирење и го продаваме 150 денари и 50 денари влегуваат кај нас од джеп. Елементарниот проблем не е во тоа дали маркетите ставаат маржи какви што сакаат. Елементарниот проблем е у тоа што оваа држава не знае што сака. Сака да имаме слободен пазар, сака да имаме капитализам или сака да имаме социјална држава. Ако сакаме да имаме социјална држава, тоа подразбира дека државата се грижи секој граѓанин да има неприкосновен слободен пристап до сите потребни за нормален живот. Тоа е вода, струја, леп, Храна. млеко и така натака. Ако е тоа така, оваа влада би требало, например, за основните продукти да донесе еден закон со кој што ќе ги намали даноците и давачките и за производителите на овие производи и за продавачите. Или на тој начин ќе анулираш маржата која што ја ставаат маркетите. Донеси закон за основни македонски производи со кој што ќе намали стапката на ДДВ на 10%, на 5%, на 0%. Тоа се решава на тој начин.